Ниту 30.000 електрични возила годишно, ниту инвестиција во Тетово, а уште помалку 900 вработувања, плюс еден камен темелник само за фотографии. Власта сама призна дека пропадна инвестицијата уште пред да почне изградбата на фабриката за електрични возила во Тетовската индустријска зона, вредна 130 милиони евра. Поради несолвентност на компанијата мајка запрене договорот за доделување на државна помош со компанијата ИГО и секоја постапка предвидена за доделување на јавни средства, соопштија од Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Запирањето на доделувањето државна помош следи по добиени јавно достапни информации за поднесено барање за несолвентност на компанијата мајка во Германија. Барањето е поднесено пред надлежните судови во оваа земја. Со ова, Дирекцијата за ТИРС ги активира заштитните механизми од подпишаниот договор, кои ги предвидуваат и овие околности – стечај, ликвидација, како предуслов за запирање на доделување државна помош. 13 август 2022 беше денот за фотографирање и фалби од екс-премиерот Ковачевски, тогашниот вице-премиер Груби и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Создавањето на локална економска вредност и напредниот технолошки развој. Кај оваа инвестиција го носи и ќе го промени живот на локалната заедница. Ќе даде силен стимул на економијата и значајна референца за државата во привлекување на странски инвестиции. Залудна беше цела манифестација за поставување камен темелник, бидејќи очигледно само тоа ќе остане од фамозната најава за фабрика за електрични возила во Тетово. Огромна прашина во јавноста се крена и за државната помош вредна 1/3 од 130 милиони евра вкупна инвестиција. Пари кои требаше да ги добијат фирми блиски до ДУИ. Од тука беше и разбирлив притисокот што Груби и Ахмети го правеа целиот изминат период и покрај негативниот одзив во јавноста, кој сведочеше само на една фрлена лопата и ништо друго.